кратки најави за денешниот дневник. Зголемен бројот на патници на Охридскиот аеродром. Ахава со интензивни контроли и уништување небезбедна храна. Катедралната црква Света Софија во Охрид, мајка на сите цркви. Опожарена трска во Охрид. Почина папата Франциско. Ова беа само најавите за она што ќе го гледате во дневникот на ТВМ кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид во текот на денот имавме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови услови за врнежи од дожд и грамотевици. Максималната дневна температура изнесуваше 20 степени Целзиусови. Во вторник над Европа ќе доминира нестабилна атмосферска циркулација која што ќе условува умерено облачно и нестабилно време со локални врнежи од дожд и грамотевици. Локално се очекуваат и поројни врнежи. Во крајните источни предели на континентот ќе преовладува претежно сончево и топло време со локална облачност. Температурите речиси насекаде ќе бидат над повеќе годишниот просек за овој период од годината, со исклучок во западна и југозападна Европа, каде што температурите ќе бидат под повеќе годишниот просек за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Во крајните источни и јужни предели ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 21 до 26 степени. Во Македонија во вторник ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици. Локално се очекуваат поројни врнежи. Ќе дува умерен ветер од променлив правец. Минималните температури ќе бидат во пораст и ќе се движат во интервал од 4 до 13 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат од 16 до 26 степени. Во Охрид во вторник во утринските и предпладневните часови ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност, а попладне нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици. Ќе дува умерен североисточен ветер. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 22 степени. Во следните денови во Охрид ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со локални врнежи од дожд и грамотевици и со пад на температурите. Минималната температура од 7 до 9 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 16, односно до 19 степени. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора, стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Зголемен е бројот на патници на Охридскиот аеродром. Министерот за внатрешни работи вели, се прават сите подготовки за безбедна туристичка сезона. Зголемен е бројот на патници на Охридскиот аеродром. Зголемена фреквенција има на сите гранични премини во рамките на регионалниот центар Запад. Министерот за внатрешни работи викендов оствари работна посета во СВР Охрид. Тој нагласи дека полицијата ги презема сите потребни предуслови да може туристите во престојната сезона да бидат безбедни и да уживаат во својот одмор. За негде околу 20% имаме зголемување на патници компарирано од 2025 со 2024 за истиот временски период на граничниот премин кој што е на овој аеродром, а за негде околу 30% имаме зголемување на бројот на патници на граничниот премин Блато, кој што ни е кај Девар, со тоа што во иднинат мораме да се фокусираме на зголемување на технички услови и на човечки капацитети со кои што би можеле соодветно да одговориме на овој зголемен број на патници кои што ги имаме во овој период. Безбедносната состојба е стабилна, се прават сите оние потребни подготовки за летната сезона. Министерството за внатрешни работи и секако секторот за внатрешни работи во Охрид ќе ги превземат сите потребни предуслови за да може сите туристи во летната сезона да бидат соодветно згрижени во рамки на подрачјето на територија на СВР Охрид. Мора да се работи на зголемување на безбедноста во сообраќајот. Статистиката покажува поразителни податоци. Бројот на жртви во сообраќајки на ниво на државата е далеку поголем од европскиот просек. Бројот на сообраќајни жртви во оваа година во првото тромесечје е отприлика сличен како бројот на сообраќајни жртви кои што го имавме и лани. Со тоа што морам да кажам дека овие бројки се катастрофални, компарирано со европските стандарди кои што ги имаме анализирано и во иднина максимално мораме да се фокусираме на колку што е можно поголемо смирување на сообраќајот од секој еден аспект, имплементирање на Safe City проектот кој што првично започнавме да го имплементираме на територија на градот Скопје. Сакам да упатам еден апел до сите оние кои што се учесници во сообраќајот, особено до
оние кои што управуваат со моторни возила, да ги почитуваат сообраќајните правила, особено да ги почитуваат сообраќајните правила кои што се однесуваат на почитување на максимално дозволена брзина, заради тоа што во случаи кога и експертите тврдат дека во случаи кога имаме управување на моторно возило над 70 км на час, имаме челни удари. Најчеста причина за сообраќајките е непочитување на правилата, управување под дејство на алкохол, возење со поголема брзина од дозволената и непрописно претекнување. Статистичките податоци покажуваат дека во текот на 2024 година се случиле вкупно 280 сообраќајни несреќи со 5 жртви, додека во 2023 вкупно 300 со 2 жртви на подрачјето на СБР Охрид. По повод големиот христијански празник Воскресение Христово Великден, градоначалникот Кирил Пецаков упати честитка до сите верници од православна и католичка вероисповед. Воскресението Христово Великден е символ на животот и новиот почеток. Во духот на овој величествен празник да си посакаме мир во душата, љубов во срцата и благослов во домовите. Нека светлината од великденската свеќа ги осветли сите патишта по кои чекориме и нека биде наш патоказ кон милосрдие, простување и човечност. Со секое Христос воскресе, нека воскреснува надежта да се радуваме на здравието, на семејството и на се што не поврзува. Денешниот ден, кога целото христијанство го празнува Великден, е можност да ја покажеме вистинската сила на заедништвото и да докажеме дека само мудрата мисла го движи светот кон добра иднина. Ви посакувам овие празнични денови да ги поминете во весела атмосфера, обкружени со најмилите и да создадете спомени кои се вредни за паметење. Нека Божјата милост биде секогаш со вас. Христос воскресе, навистина воскресе, нека е за многу години, стои во честитката на градоначалникот Кирил Пецаков. Агенцијата за храна и ветеринарство пред великденските празници направила 617 вонредни контроли, при што уништени се 1740 килограми небезбедна храна. Кај 16 оператори било утврдено дека се незадоволителни хигиенските барања за безбедност на храната и техничките услови во објектите. 4 оператори не ги спровеле задолжителните здравствени прегледи на вработените или поседувале санитарни книшки со истечен рок на важност. 5 од операторите не биле регистрирани како оператори со храна во Агенцијата за храна и ветеринарство, а кај 8 биле пронајдени несоодветно означени производи. За утврдените недоследности издадени се 44 решенија за нивно отстранување, а за пуштање во промет на небезбедна храна и утврдени недоследности од поголем обем, инспекторите на агенцијата изрекле и 30 парични казни во износ од 25.400 евра во денарска противвредност. Катедралната црква Света Софија во Охрид е еден од најрепрезентативните споменици на културата во Македонија, која била повеќе вековно седиште на Охридската архиепископија. Таа е препознатлива по својата архитектура и уникатниот фреско живопис од 11 и до средината на 14 век. Но за историчарите е значаен и епитетот кој оваа црква го добила од охриѓани, како мајка заштитничка и мајка на сите цркви. Катедралната црква Света Софија представува една од најзначајните знаменитости во Македонија со нејзината средновековна архитектура и фреско живопис. Како една од најголемите средновековни цркви на овие простори, долг временски период била соборна црква на Охридската архиепископија, која својата црковна власт ја протегала на територија на север до Дунав, до албанските брегови на запад и до Солунскиот залив на исток. Од времето на изградбата, кој не може точно да се утврди бидејќи не е зачуван ниту еден запис што би упатувал на тоа, до денес, црквата во своето духовно значење, обвиткана е со мистични елементи, кои научните експерти, историчари на уметност и археолози не ги одгатнале до денес. Од тој период па се до ден денес има огромно културно историско значење, не само и од доменот на религијата, меѓутоа и од доменот на секојдневното живење на охриѓани. Тоа јас како хроничар и како историчар на градов Охрид го согледувам. Особено ме интригира она епитет мајка на црквите, која всушност меѓу охриѓани може да се слушне како еден значаен епитет. Долго време се истражуваше зошто е тоа така. И дури и ден денес не можеме да го одгатниме вистинскиот одговор, меѓутоа со сигурност може да
прикажеме одредени усмени сведоштва кои старите охриѓани ги пренесувале од колено на колено. За денешната црква се споменува дека била обновена за време на архиепископот Лав, кој станал ктитор на живописот на Света Софија, кој е врвот на византиското фреско сликарство. Во втората половина на 15-тиот век црквата била претворена во џамија и тогаш сите тие фрески биле покриени со вар од османлиите. Куполата на црквата била срушена, а над северозападните кубиња се издигнале минариња. Се уште охријани верувале во овој храм, иако тој бил муслимански храм, знаејќи дека фреските биле покриени со вар. За охријани тоа биле фрески кои живот значеле, кои значеле духовност. Секогаш поминувајќи покрај оваа црква, иако претворена во џамија, тивко ги изразувале молитвите и верувале дека токму еден ден ќе се врати вистинскиот израз на оваа мајка црква и ќе биде повторно црква, што всушност и се случи. Во хиерархијата оваа црква е високо издигната, покрај низината содржина и изглед како катедрална црква и поради епитетот и верувањето кај народот во низината заштитничка моќ. Оваа црква била седиште, би рекол, на одредени обреди кои ги правеле охријани. Замислете во овој дел на градот Охрид, иако се наоѓаме во стариот дел, именуван како Варош, сите околу викале живееме покрај Света Софија, покрај мајката Света Софија, што некаде кај граѓаните, кај жителите му давало огромно значење на таа духовна истрајност, а да речам во периодот помеѓу Балканските војни дури на некој начин била скривалиште на одредени оружја, скривалиште на одредени луѓе охриѓани кои биле гонети од една или друга власт. Така на некој начин оваа црква има и заштитнички опсек како мајкина грижа за сите околу, меѓутоа тој се рефлексирал понатаму и низ цела Македонија, меѓутоа и пошироко, и затоа меѓу охриѓани го има тој епитет. По Втората светска војна започнале обемни конзерваторски архитектонски зафати за рехабилитација на црквата и нејзина заштита. Покрај значењето на Света Софија како историска знаменитост и религиозен објект, денеска внатрешноста на црквата и нејзиниот двор и колонада представуваат важно место за одржување на културни настани како концерти и драмски представи. Опожарена трска во Охрид, а во Струга опожарена дрвена барака. Следува полицискиот билтен. На 20 април 2025 година во 17 часот и 25 минути во СВР Охрид било пријавено дека во местноста Трно во близина на улицата Прилепска во Охрид била опожарена површина од околу 7 хектари со трска. Повредени лица нема, а интервенирала територијалната противпожарна единица од Охрид. На 20 април оваа година во 13 часот и 50 минути 42 годишен стружанец при чистење на нива во близина на регионалниот пат Струга-Калишта го запалил сметот пошто предизвикал опожарување на дрвена барака. Повредени лица нема, а интервенирала територијалната противпожарна единица од Струга. Почитувани гледачи, тука го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!